Добар ден. Една интересна тема на еден облачен ден. Кога бирате партнер, многу е важно што ќе изберете. Зошто? Затоа што, не дај Боже, можете да изберете нешто многу опасно. Овој пат ќе зборувам за жените. Која е најопасната жена од сите? Сигурно ќе речете, тоа е манипулаторот, тоа е она која што лаже, тоа е неверната жена, но не се тие. Постои една која што е најдеструктивна од сите. А тоа е жената која што одбива да се смени. Жената која што одбива да расте. Жената на која што гордоста и егото и се пред личниот растеж, пред домот, пред партнерот. За таа жена секоја сугестија е критика и секој почеток на разговор за да таа се промени, да промени некои работи за добро на фамилијата, за домот, таа гледа како напад. На нападот одговара со уште поголем напад. Тоа е една деструкција не само на врската, не само на бракот, туку и на домот, и на децата, а подоцна и на самиот маж. Зошто? Затоа што таа жена никогаш не сака да каже извини, затоа што мисли дека нема потреба. Неизе треба да ја кажуваат извини по 100 пати, но таа тоа никогаш нема да го направи затоа што е секогаш во право. Во приказната наречена брак, за неа е многу важно мажот секогаш да биде лошиот јунак и така да биде представен пред децата и пред јавноста. Секогаш да има таа кој да обвинува, а таа секогаш да биде во право. Таа жена одбива да и се укаже на било што. Ако и се укаже дека премногу троши, таа вели дека вие ја контролирате финансиски, дека не ја давате целата слобода. А ако и побарате било каков одговор, таа одбива да даде отчет. Ако и сугерирате нешто друго, таа ќе рече ти ме напаѓаш. Таа жена едноставно не се работи овде за инает, ниту за упорност, туку за еден деструктивен мајндсет во кој што егото е пред се. Таа жена не соработува за доброто на семејството, за доброто на домот. Едноставно, на секоја сугестија гледа како напад, како критика, како контрола, како злоупотреба и така натаму. Значи, на крајот, таа жена не само што ќе ја уништи врската, не само што ќе го намали квалитетот на бракот и ќе влијае врз развојот на децата, туку таа жена ќе ве уништи и вас како маж. Затоа што вие првично ќе барате некој мек, нежен начин да ја сугерирате дека треба да се промени, потоа ќе барате некој многу внимателен начин тоа да го кажете како да се промени, затоа што ќе се плашите од низиниот одговор и на крај вие ќе се откажете да сугерирате било што. И не дека ќе ја прифатите таква како што е, но ќе немате излез. Ќе се дистанцирате, таа всушност ќе ве научи како да живеете без неа и на крај ќе бидете една школка која што бара само да има мир во океанот и се плаши од бури. Таа школка ќе се затвори и ќе бара единствено спокој. И мажот во вас нема да исчезне затоа што вие немате мудрост, затоа што не сте доволно силни, затоа што не сте доволно мажи, туку едноставно затоа што сте истрошени од тоа да укажувате на нечии грешки, на тоа да очекувате некој да расте од сопствените грешки, а тој никако тоа да не го прифати. Значи, најопасна и најдеструктивна жена е жената која што одбива да расте и да учи од грешките. Таа представува закана и за бракот, и за децата, и за вас.
за вашиот идентитет и за вашето здравје. Затоа, внимавајте кога бирате партнер. Ова истото може да се однесува и за мажите, но најчесто жените имаат оваа особина. Да не сакаат да погледнат во ништо за кое што се сугерира, велејќи дека не е така, дека тие се знаат и дека тие никогаш не се виновни. Значи, избегнете оваа структура на личност кај жените, затоа што е навистина деструктивна и затоа што навистина може лошо да се одрази не само по бракот, туку и по вашето здравје. Со лесно во бирањето на партнер, доколку се уште бирате, а доколку сте во таква врска, останува или да се дистанцирате, но да не си го запоставите сопствениот живот, или да се разделите. Затоа секако одлучувате вие. Имајте убав ден.